Зошто голем број од македонските цркви ги има тие масонски знаци? Дали големите македонски масони учествувале во нивната изградба, вклучително и на црквата Света Богородица во центарот на Скопје, и каков е односот помеѓу македонските масони и македонската православна црква? Господине Груевски, немој да мислите дека ова е индискретно прашање, меѓутоа ова е прашање со цел да подоцна поставаме на серија на прашање на тези. Вие сте православец. Да. Зошто голем број од македонските цркви имаат масонски знаци? Сте истражувале ли? Веројатно е тоа поврзано со делот од најраспространетата теорија за постанокот или некои корени на масонеријата кои што ги врзуваат со големите градители, каменорезци, градители на катедрали, на цркви. Света Богородица во центарот на Скопје што е изградена, ги има тие масонски знаци. Значи, ако поидеме сега да видиме тамо барем на прозорите, барем на фасадите, ќе се приметат тие. Дури велат дека во оригиналот имало уште повеќе масонски знаци отколку што има сега. Една од најголемите и најчесто поставувани прашања и дилеми е кој е односот на масонеријата со религијата. И дали е, дури некогаш масонеријата се дефинира како квази религија или како нешто што е субститут на религијата. Доста често сте били во конфликти, ако ги читаме сите теории за постанок на масоните и така натаму. Дури сега доаѓа одредени, не знам, движење за на некој начин рехабилитирање на масоните или на витезите темплари кои се сметат за претходница или за основа, за субстрактот кој подоцна настанале масоните. Тоа е во Шпанија, тоа е во Франција, дел во Ватикан и во Италија, вие ги пеглате тие односи со Ватикан кој долго време бе на нож. Па дури се има одредени, ајде да ги наречам шпекулација, не знам како поинакој да ги наречам, дека дел од последните папи и припаѓаат на масонските организации. Значи ги има тие работи. Во Македонија, ако не се лажам, освен еден од владиците, членови на синодот, другите се немат негативно произнесени во однос на масоните. Каков е односот помеѓу масоните и македонската црква? Прво, масонеријата, како што и вие во ова кратка историска анализа го наговестивте, масонеријата е секуларна организација. Од самите почетоци. Значи, не е субститут на религијата, меѓутоа е оваа регуларна масонерија на која ние и припаѓаме. Тоа е организација која привлекува кон себе луѓе кои веруваат. Во што? Ние го дефинираме тоа во масонското ритуално работење, го дефинираме како верба во големиот архитект на универзумот. Има зошто. Кој е тоа? Кој е големиот архитект на универзумот? Има една теза дека Исус Христос бил масон. Да речеме тезите кои се читат по тие белетристички литератури посветени на масонството и на масонеријата, велат дека Исус Христос бил масон. Првиот човек бил масон. Дури има некои тези, Александар Македонски, голема Александар Македонски горе над вас. Тоа денес е поприлично модерно. Денес ме најмала рака сите братучите на Александар Македонски. Бил ли масон Александар Македонски? Не знам дали бил, има некои податоци дека бил или не, меѓутоа велам за целиот Знаете зашто прашам? Јасни податоци имате за масонеријата. Прецизни податоци. Има од 1717 година. Од кога станува јавна? Од кога станува јавна и од кога првата голема ложа на Англија е формирана, затоа велиме дека е најстарата ложа во Лондон, тоа е на денот 24 јуни, Свети Јован Крстител и така натаму. Оној период претходно имало апсолутно масонски принципи, применувани во разни форми. Така да и витезите темплари и некои теории околу каменорезците ме прашавте или градителите на големите катедрали и така натаму. Ритуалот кој што се уште се применува во нашето работење во отворени ложи, така наречено работење во отворена ложа, ги има, се уште се врти околу централниот лик на храмот на цар Соломон во Ерусалим, кој што бил изграден пред 3000 години. Така да таа символика на градителство и алегориските водичи кон системот на вредности што масонеријата ги поставува преку ритуалното работење, постојат и ден денес, маколку да се тие архаични и веројатно ќе постојат додека постои светот, јас би рекол, затоа што едноставно тие се врзивното ткиво кое што правите масони ги воведува во начинот на учење и ментално
ментално вежбање на тие кодекси кои што треба да се совладат. Меѓутоа, да се вратам назад за односот со религијата. Главен проблем на религиите, генерално историски бил на предоминантните религии, е што масонеријата е инклузивна. Таа е секуларна организација, привлекува луѓе кои што веруваат, меѓутоа ги привлекува луѓето од различни религии. Да можат да седат во иста ложа и да работат заедно. Така да тука имате и муслимани, и христијани, и протестанти, има и евреи. Едноставно, за да се избегне анимозитетот меѓу и непријателството меѓу таквите масони во една иста ложа, Богот или во она што ние веруваме е голем архитект на универзумот. А секој поединечен масон, член на таа ложа, има право да продолжи, дури го охрабрува масонеријата да продолжи да верува во Богот во кој тој верува. Тоа не било прифатливо за посебно историски за голем дел од религиите. И затоа тука масоните се посебно од католичката црква прогонувани во еден известен историски период и нарекувани отпадници од верата или еретици кои што едноставно се негативни за религијата. Ние тоа така не го доживуваме и тоа никогаш така не било доживувано. Дури сметам по мое длабоко убедување дека масонеријата ги зајакнува чувствата на верниците кон она што веруваат. Господине Груевски, ако мене ме прашате кога го снимам ова интервју, би ви рекол октомври 2008 година. Ако јас вас како масон ве прашам кога го снимаме ова интервју, што би ми одговориле? Аха, да. Која година сме сега по масоните? 6008 година. 4000 години е различно мерењето на време. Што значи дека остава доволно простор да ги прифатиме тие теории дека Александар Македонски, дека првиот човек, дека не знам Исус Христос биле масони. Тоа е така растегливо временски за да може сите тие силни личности се стават во графата на масони или има некоја друга причина? Не знам која е точната причина. Ова беше емисијата во Центар СМ Васко Певтов. Вечера, почитувани гледачи, можете да проследите ексклузивното интервју со големиот мајстор на македонските масони господинот Живко Груевски. Гледате репризата во понеделник во 13 часот. Ние се гледа миниот петок во 20 часот и 5 минути со ново ексклузивно досие каде се крие Ратко Младич и Радован Караджич, односно ексклузивни сведоштва на братот на Радован Караджич, Лука Караджич, за тоа како се криел Радован Караджич, колку време е под таа маска и кој го предаде Радован Караджич. Се гледа миниот петок. Пријатно вечер, Македонија, каде да си.